оваа прилика сакам да им честитам на раководството на компанијата Лакталис што влегува во нови инвестициски циклуси и потпишаа два договори со поддршка на Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Првиот договор се однесува за периодот 2018-2019 година за инвестиција во износ од 7 милиони денари, а државната помош е над 1 милион денари. За вториот договор инвестицијата е за 2020-2024 година. Во моментов инвестирани се 48 милиони денари, а исплатена е државна помош од 12 милиони денари. Работењето на компанијата Лакталис од Битола е показател за успешноста на планот за економски раст, поставен во 2017 година, преку кој владата е на вистинскиот пат да обезбеди економски раст и развој на нашата земја. Владата преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите од неговото воведување до денес поддржа 919 компании со 100 милиони евра. За 6 години финансиската поддршка од државата кон домашните компании е зголемена за 11 пати. Од 3,2 милиони евра во 2018 до 35 милиони евра во 2023 година. Целта е заедничка, развиено стопанство, повеќе нови работни места и инвестиции, а со тоа и повисок раст на економијата. Затоа владата од почетокот енергетската криза, а претходно и за време на пандемијата, даде силен, навремен и прецизен фискален одговор кој беше значаен за амортизирање на надворешните шокови. И покрај неколкуте кризи со кои се соочивме последните 3 години, успеавме да го преполовиме фискалниот дефицит, како преку рационализација на трошоците, така и преку подобрување на наплатата на приходите. За околу 3,5 години се донесени пакети антикризни мерки во вредност од над 2 милиарди евра. Ланскиот пакет антикризни мерки во висина од 760 милиони евра беше оценет од Светската банка како најголем во регионот. Со сите мерки досега спасени се повеќе десетици илјади работни места. Финансиски поддржавме ранливи категории на граѓани, пензионери со ниски пензии, поддржавме плати за вработените, поддржавме занаечи, самостојни уметници, радиодифузери, овозможивме поволни кредити за уметниците, компании, овозможивме поволни кредити и за приватниот и за јавниот сектор. Најновиот 9-ти пакет антикризни мерки е во вредност од 662 милиони евра, од кои 492 милиони евра се за поддршка на ликвидноста на компаниите, конкурентноста и инвестициите во обновливи извори преку поволни кредити. Една од мерките се однесува на обезбедување финансиска поддршка за субвенционирање на придонесите на нови и постојани вработени, за зголемување на платите на работниците од 3 до 9 илјади денари. Со мерката се опфатени над 70 илјади компании. Нашите компании, посебно компаниите како оваа, се моторот на економијата и затоа мора да ги поддржуваме во нивниот развој дома и надвор. Влезот во ЕУ ќе отвори можност за многократно зголемување на нивните успеси. И затоа мора да се фокусираме тоа да им го обезбедиме што поскоро. На крајот посакувам многу натамошни успеси на нашите денешни домаќини и реализација на сите нивни планови. Ви благодарам и ви посакувам навистина многу успех.